Синоќа во Штип во мултимедијалниот центар Старото летно кино презентирани кандидатите од листата за пратеници на ВМРО ДПМН. Да ја презентираме програмата реално Македонија 2017-2020, да поразговараме за сите проекти кои што се ставени во програмата, а се однесуваат на општина Штип и на Источна Македонија генерално. Ова позитивна атмосфера која што ја гледам тука ќе биде насочена во функција да имаме одлично организирани избори на 11 декември. Очекуваме и знам дека ќе добиеме 63 пратеници кои што дополнително ќе го осигураат реализирањето на програмата, на сите проекти кои што се нотирани во програмата и дека Република Македонија после овој мандат ќе има една многу по-сигурна, постабилна перспектива во сите области. Досегашните пратеници од Штип, повторно кандидати на листата на ВМРО ДПМН за предвремените парламентарни избори, очекуваат дека ќе продолжат со делата и ќе продолжат да работат во интерес на граѓаните. Огромна чест да се биде председател на пратеничката листа на ВМРО ДПМН. Горд сум што досега имав можност да влијам со работата во собранието, да донесем многу проекти со моите колеги заедно и се надам дека и на овој начин пак со победата ќе продолжиме да го градиме Штип и Македонија уште подобро. Наша обврска е да продолжиме во наредниот период да проектите кои што лобиравме и кои што ги добивме од владата на Република Македонија за нашиот град и за Источна Македонија продолжиме и ги реализираме. Во 2014 година имавме кристално чиста победа во Штип и во Источна Македонија во изборна единица тројка. Се надевам дека сега референдумски ќе излеземе и ќе ја потврдиме таа победа за да продолжиме да ја развиваме Источна Македонија и нашиот град Штип по патот по кој што владата на ВМРО ДПМН го има трасирано. Од ВМРО ДПМН очекуваат граѓаните повторно на 11 декември да им ја дадат довербата.